Ще еден апел по пети пат. Општина Чаир и Висар Ганио 8 години не ме дава социјално на мене и на сестра ми. И двојцата сме инвалиди на 6 годишна возраст. Што да јадам ја? Земја да јадам? Што да јадам? 8 години ме огладнуваат тука мене и сестра ми. Идат азиланти, идат турци, давате милиони за нив. Ја Скопје го створивме ние, ја, татко ми, родителите сите. 8 години ме огладнуваш, бе, брат. 8 години. Дај, молим те, пуштете социјално. Полудев више, полудев. Немаш тие луѓе, разбирате ли? Зошто да не ми дава социјално 8 години? Што е поважно? Да спасиме еден човек да не умре од глад или да се лупаме у груди, шо вика, шо? Што е поважно? Ако на некој му е поважно што се дерел тој од Карши, додека покрај него некој умира за леп, онда со таков човек ја некам да разговарам. Некам да го познавам, некам да ме знае, не сакам да делам воздух со тој човек. Ако за некој човек поважно е што некој од Карши преку улица збори, а не гледа дека до него човек умира за корка леп, онда за мене тој не е човек. Тој е говедо, животиња. Тоа е. За мене е поважно да спасам еден човек, отколку да се палам као млад мајмун на глупости. Мене ми е поважно овој човек да не умре од глад. Од глад, луѓе, у 21 век. Мој пример само. Еден. Ало, приоритетите треба сите да си ги исправите, бе, луѓе. Приоритет не е кој е погласен. Приоритет не е кој поише се дере. Пошто ако е тоа приоритет, многу сме ние гласни овде. Приоритет е да немаме луѓе што трпат за леп. Тоа е приоритет. Приоритет е да немаме родители кои што мораат да се иселат, да работат како амали, затоа што не можат овде да платат сметка у болница за своето дете. Да имаме суд кој што нема да ги гони луѓето за шо ќе им прдне, него ќе ги гони тие кои што го оплячкаа народот. Тоа е приоритет. А не е приоритет колку ќе мафтаме ги јако со знамето. Од мафтањето со знаме ни леп се јаде, ни леп се меси, ни леп се носи. Расчистете си ги приоритетите, а не се трескате од земја. Патриоти на две гајби пиво не се патриоти, само галамџи. Патриот си шефе ќе фатиш оној хектар од ондека и ќе го ископаш цел комплет. Тоа е патриот. И фамилијата ќе си ја нараниш, и државата ќе ја нараниш, и ќе продадеш и ќе платиш данок. Тоа е патриот.